Ова се слики од пред 2 дена од локалитетот Света Недела во Штип. Боровата шума која се подигала со децении и безмилосно се уништува пред очите на сите. Штип го губи и оној мал зелен појас што го има, а дрвокраците се полнат со пари. Фрапантни 25 милиони евра завршуваат кај шумската мафија. Ова е сумата која се добива кога на куп ќе се стави целокупната дрвна маса што бесправно се сече на целата територија на државата. Веројатно, најмалку 500.000 кубни метри се на некој начин набавени незаконски. 500.000 кубни метри по 50 евра, еве да идеме и пониско, е веќе 25 милиони евра на годишно ниво. Тоа е, пресметајте 20 години самостојност, испаѓа колку? Скоро 2 милиарди евра. Според македонски шуми, патот на дрвокраците им го отвараат големиот број шумски појаси и малиот број луѓе кои се грижат за нивна заштита. На ниво на држава има 329 шумски региони и само 255 шумочувари. Имаме утврдување на бесправно посечена дрвна маса, таа се движи околу 25.000 до 33.000 метри кубни годишно. Тоа се огромни штети по јавното предпријатие, значи се работи за милионски шуми и тоа е тема на која што работиме заедно и со шумска полиција и со редовната полиција. Меѓутоа имаме работа со добро координирани и организирани групи. Бесправната и неконтролирана сеча на шумите е проблем со две големи последици – еколошка и економска. Уплачаме некаде околу 400 денари по отсечен кубен метар дрвна маса. Ако земеме дека во Република Македонија некаде околу 120 до 150 илјади кубни метри се во промет од сопствениците на приватни шуми, доаѓаме до некоја цифра од околу милион или над милион евра што ние ги уплачаме по овој однос. Значи ние нема потреба да бараме дополнителни средства, туку средствата кои на некој начин ги кешираат сопствениците на приватни шуми да се вратат во одредени програми. На територијата на Македонија има околу 850.000 хектари шумски површини, што представува 40% од вкупната територија. Според експертите, квалитетот на дрвата е лош и дури 70% од нив се во категоријата на така наречената деградирана шума, односно дрвна маса која може да се користи само за огрев.